Не успеа планот на СРСМ да ги припојат Дуј и Сонив за председателските избори. Кавгите во коалицијата, слабиот рейтинг на социјалдемократите, како и зголемината популарност на здружената опозиција од албанската заедница, ги доведоа интегративците до зид, па сега ќе мораат сами да настапат на председателските избори. Но не само тоа, туку и непотпишувањето на законот за игри на среќа од Пендаровски, кој партијата од Мала Речица ревносно го туркаше во собранието, како и одлуките на владата во ЕСМ со пиши-бриши стратегија, односно на барање на министри на ДУИ да се забрануваат тендери на АД-ЕСМ, а потоа нивните колеги од СРСМ ја укинуваат одлуката, дополнително ја разјаде коалицијата од внатре. Затоа Ковачевски и Ахмети ќе си ги одмеруваат силите одвоено на председателските избори. Според дел од аналитичарите, оваа одлука на ДУИ за самостоен настап е само предвесник и на одлуката за неверојатно одделно настапување и на парламентарните избори. Клековски за Алфа вели, покрај кавгите и тендерите, проблем на ДУИ име што знаат дека СРСМ губат и затоа не сакаат коалиција со нив. Оти се свесни дека без партијата на Ковачевски би имале подобри позиции. Пресметката на СДСМ е многу јасна. СДСМ во самостоен настап и поено ниту сега не може да го победи ВМРО-ДПМН и СДСМ е животно заинтересиран да изгради поширока коалиција со партиите на етничките албанци. Интересот на ДУИ е секако исто така да биде победничка партија, меѓутоа се додека таа коалиција може да обезбеди подобра позиција после изборите отколку самостоен настап. Според аналитичарите, дополнително проблемите каде повеќе од пола милион граѓани на Македонија стана притвореници во државата заради недостигот на пасоши, ја намали уште толку популарноста на СРСМ, па сега ДУИ сакаат што подалеку да избегаат од социјалдемократите. Од партијата на Ковачевски е се поизвестно дека ја очекува најголемиот пораз. Универзитетскиот професор Јанкуловски за Алфа вели дека и тоа што албанската опозиција оди со сопствен кандидат ги тера ДУИ да настапат самостојно. Едноставно СДСМ е оставена на цедило, нема друг избор освен да оди сам. Напорите што ги правеа одењето на Косово, обидот да се најди солуција за кандидат кој ќе биде прифатлив за македонската и албанската страна на политичкиот спектрум, очигледно не ги даде резултати. Вчера лидерот на СРСМ Ковачевски најави дека сами ќе излезат на изборите, откако ДУИ веќе го сторија истото, а Ковачевски немаше друга опција, па рече дека тие ќе си имале сопствен председателски кандидат.